Во време на зависност од социјални медиуми, лајкови, шерови, мобилни, гаджети, трчање, брзање, полека но сигурно загубивме допир со себе и реалноста. Затоа, денеска го гасам мојот мобилен, зашто ми треба нормален, човечки муавет со пријателите. Јас сум Жарко Димитриевски, а ова е 1 на 1, сезона 12. Ова е Toyota CHR Hybrid, печатлив, уникатен, модерен кросовер што личи како да е вратен од иднината со некоја временска машина. Со футуристички дизајни и линии, оваа зверка го привлекува секој поглед. Има луѓе кои се луди по него, има луѓе на кои им е премногу агресивен, ама никој не е рамнодушен. Слушај сега, мислам што да слушаш, ништо нема. Тишината на возењето е она во која најмногу уживаат оние кои го возат. Има ниска емисија на CO2 и многу ниска потрошувачка на гориво. Хибридите, во споредба со другите возила, трошат најмалку таму каде што другите трошат најмногу, низ град. Но што е со струјата? Треба ли да влечеш кабли? Треба да бараш текер? Треба ли да чекаш и чекаш да се наполни? Не, бидејќи ова е само полнечки хибрид. Ти го возиш, тој се полни. А ако прашаш некого зошто би се колебал околу купување електрифицирано возило, ќе рече дека страф му е за батеријата. И вистина, батеријата е скапа играчка, но пази ова, Toyota гарантира 10 години бесплатна грижа за батеријата на возилото и нема веќе плашење. Мечка, страф, мене не ми е гајле за батерии. Со 23 години традиција во производство на овие мокни машини нема поголем експерт за хибриди од Toyota. Твое само да уживаш во твојот нов CHR и во диско ритамот на улиците. А кога сме кај диско ритамот? Стартувај со Пере од нокаут. Пере во 1 на 1. Ало, Пере шо преш? Ајде, добро утро. Кој е на телефон? Жаре. Како си, Жаре? Те очекував да ти кажам. Не сме се виделе многу долго време, Пере. Не сме се виделе. Бога ми. Ја мислам има едно 15 години. Па сега не претеруј. Али има долго. Кај ќе ме чекаш? Ајде, те чекам пред италијанска амбасада. Може? Ајде, одлично. Таму сум за 5-6 минути. Ајде, се гледаме во центар. Чао. Поздрав. Дека си ме Пере, бе. Што е работа? Само 2 минути касно. Тоа е ништо за тебе. Добар си. Драго ми е. Како се види? Супер. Ке пиеме Фала. кафенце? Пиеме. Да си и гладен. Многу сакам да те. Пере, толку години си ти на сцена, што искрено сум заборел и како си почнал, да ти кажам право. Што мислиш дека ја потсети, не? памтам како сум почнала? Ти кажи ми. Не знам бе, Жаре, тоа некако спонтано да ти кажам, ја од кога знам за себе. Фактички се занимавам со музика. И музикава ми е Што ти беше пасија, прв инструмент? музикава ми е живот. Флетана у основно? Не, ако ти кажам дека ксилофон ми е првиот инструмент, значи Ајде. добро бе, татко ми дома купува ксилофон За и така играчка. почнам за играчка, да. Ама не беше баш играчка, него беше, еве да кажам, посериозна играчка. Големичак. Да, посериозна играчка. Со сите тонови напишано на него, знаеш, викам што е се ова што пишува С, Б, Точно. Д, што е, викам фора. Па Це со малечко Б. Да бе, да. Да. Па диез она по висилицата и така. бе. Или хаштаг сега, што ми го хаштаг рекла. хаштаг бемол. Точно. Не знам, значи првата песна завршувам 8, значи најпе прва година беше тоа. И се сеќавам дека направивме некакви напори, пошто тогаш басистот ми беше сега с Бобан, заборев сега презимево, извини. Боби Бас. Боби Бас, баш така. Боби Бас и татко му работеше во македонска телевизија Аха. као еден од главните
уредници се, Ефтовски, извини. Добро, Еве добро, сега добро. по него ми текна по човеков што работеше во македонска телевизија. Бобан Ефтовски се викаше дечково, што свиреше со мене. Он свиреше у аперитив со У тебе. аперитив, да. Тоа е првата група. Тоа е првата група, така е. И се сеќавам дека направивме напори, односно татко му напори да не спои некако со Тоше Попсимонов, а тогаш Тоше Попсимонов влезен доле у рудникот и мислам дека го привршуваше тука негде материјалот на Анастасија. Или го почнуваше. Значи у некоја фрка беше човекот, Так. знам. Али не стави у некој измеѓу термини нешто, најде време да ти кажам. И кога се симнав кај него доле у тоа Space Shuttle-от, го викам ја, Кај што твори тоа. кај што твори Тоше Попсимонов, кај што работи, значи таков впечаток ми остави и тоа. Се залjubi. Да, и тоа местенце, и тоа студио што го имаше со сите тие негови ленташи со. Ама ти се залjubi правењето на музика, знаеш, у Па да, што ова е алхемијава. алхемијата, што е тоа продукција, како Така. како се работи, како ние тоа го добиваме, го Така. слушаме. Зошто Разбираш. погласно, потивко одредени потенциометри. Тоа Има ли и врска? порано ме интересираше, значи и Аха. како дете, ама еве веќе, знаеш, дојдов ќе да го го видиш? Да, дојдов да го видам тоа, знаеш, прв пат влегуваш у студио и вау, и сега не убило кое е, него у на Тоше Попсимонов студио. Така што тука некако се одврза клопчето, почнав со работа, со снимање, имав тогаш една песна, исто бев многу заљубен. Ја уствари кога сум заљубен, Пишуваш тогаш? ги правам најболите хитови. Најголемите хитови. Си. Е добро и после тоа нокаут почнува приказнава со Нокаут Basic, приказната почнува не, со Дарко Димитров почнува нокаут приказната. Приказната е меѓу мене и Дарко, пошто јас и он, Аха. ја бев во средно музичко, он беше на факултет, он завршуваше веќе факултет. И не видел негде кај што настапуваме со аперитив. Му се свиѓаше веќе у покасниот период на аперитив, да кажам така ете. Добро. Више Што знаете правиме, малце поише. Да, више знаеме малце поише. И тука се предодредувам ја на фанк музика, фанк рок, Така, фанк така, хард така. рок, нешто. Принц го слушаш, што слушаш тогаш, пример, кои ти се влијание вака? Па да ти кажам, го слушав Принц, и се дружев со Принц у тоа време, ама со нашиот. Да. Фората е дека после завршувањето на првиот албум, уствари, со Дарко и со... Нели, ние се собираме тука у меѓувреме, значи го снимаме албумов со Дарко, ги правиме песните односно, и викаме, слушај, бе, све ово окей, ама сега како ќе го презентираме тоа Да, што ќе визуелно, биде, што ќе визуелно, да, што ќе биде, како ќе биде. Идејата ни беше, пошто у тоа време стварно немаше такви сцени да можеш да настапиш уживо клубоиве, пошто јас со аперитив го имав искуството да кажем и му викам, бе слушај, викам, бе нема ни сцени, не ги интересира клубоиве да прават некакви Така. бини, нешто Точно. да имаш кај да застанеш, кај да настапиш, викам, викам, нешто викам да направиме што ќе биде интересно, што ќе биде као и на матрица, полу лайв, пола матрица. Пошто немаме кај да вадиме инструменти, знаеш. И сега умеѓу време знаејќи се и со Франц. Франц се знае со Киро, јас се знам со Ацо. Уствари едно од омилените места мое исто преку мостот тука, кај што сум завршил исто и ниже музичко и Добро, средно ова е музичко. Каршија. Да, и средно музичко. Кој место? Тука кај комерцијална банка. Не, кај што кој е беше омилено место што викаш? Виктор Викторија се викаше местото, кај што работеше... Кафичов. Да, кај што работеше Ацо Конго, не уствари работеше, него Ацо Конго беше газда на местото. А ти си На одиш кафичот. таму као Да. гостин. Као гостин, значи слободен час, пошто имавме слободни часови од вакво. Така, и ти така се запознаваш со Ацо? И ја фактички? така се запознавам со Ацо. Ја средно пола го завршувам у Виктор Викторија. Таму почнувам да учам за она што се нарекува добра квалитетна светска глазба, викаат хрватите, значи добра
квалитетна музика. И јацо да речеме ти дава плочи едно друго од нешто типот од Майк Стерн, од Foreplay, за Майкл Джексон, за тие неправилно Марк Нофлер и така натака и така натака. Значи, Виктор Викторија беше едно место кај што се собира после работа повеќето од диригентите, повеќето од професорите, повеќето од она музичка джез елита, да, джез, фела, поп, рок и така натака, знаеш. Кај што класичари се разбира. Воедно и Васека 15 го спомна. Значи ти како музички почна да доаѓа и Васека 15 почна да доаѓа, ама малце да. Во вториот период некако од Виктор Викторија, али таму се запознав и со Васко ја уствари капетна. Кажи ми, има ли песна што луѓето ја доживуваат поинаку од што е наменета? Пример, ти да си ја напишал за нешто скроз друго, а луѓе да мислат дека е љубовно, пример. Има некоја таква? Па, сега, веројатно има, не знам, луѓе во секој на свој начин си ги доживува моментите, се разбира, и песните кои што ни ги слушаат и што не пратат, да кажеме, подолго време, што не знаат. Не знам, веројатно може да е тоа, еве, Лебедот бел, да мислат дека е нешто, да кажеме, сега тоа за жена ми или за некој овакво, па али тоа е нешто што не можам ни јас да го дефинирам до крај. Кај ја имаш пишувано? Лебедот бел ја имам направено во мислиш каде? Да. Физички онака, кај си, во кој момент, у кој години? Физички сум во Олимписко село, горе, кај што ти кажав, да, значи тоа е периодот кога ја пишувам и за нас, да кажеме, тогаш е Олимписко село, меѓутоа ја немав довршено, па моите се преселија во Ѓорче. Добро. Па опремата во Ѓорче во едно сопче, да, и таму ја заврши во тоа сопче Лебедот бел. Ти два големи хита правиш у тоа време. Па да. Си имал нешто што те инспирирало? Па веројатно да. А Лебедот бел е фактички твоја и на брейк песна, малку. Па не е на брейк, таа е моја песна, меѓутоа работата беше што јас работев во тој период, да кажеме, со брейк. Добро. И нели тогаш ја правиме Бестрага. Добро, во Бестрага, ја компонирам Бестрага за него, да. Така што песнава си го направи своето. Така. И Брейк вика, дај ми уште една. Да, и Брейк, викам, слушај, викам, работам еден материјал, викам, за нокаут, викам, ако ти се допаѓаат песниве, викам, да некако да се договориме. Земи си некој. Да, викам, да, одбери. Така да ја одбира и оваја, мислам и тука беше и како се викаше сега, да си тука вечерва, да кажеме. Имаше доста песни од, да кажеме, од материјалот што беше наменет за нокаут. Ама не знам, ете, човекот некако во тој период веројатно и конфузија кај него дали да продолжи со неговиот професионален ангажман околу музиката. Дали уопште да ја сними или имаше снимено? Не. Веќе ние ја снимавме музиката, ама подолг период. Ама не е пуштена. Да, ама не е пуштена и подолг период ја држеше у фиока. Викам, пушти ја, викам. Добра песна е. Добра песна, викам, пушти ја, човече, не запрекавај. Ја ќе си ја пуштам. Да, викам, ако не ја пуштиш ти, викам, ја пуштам, викам, тоа со гаранција, да. И така и беше, да ти кажам. Не ја пушташе, и во етер, и тогаш сними спот еден кај со Томато продукција во тоа време. Го снимив спотот, така ја завршив и ја лансирав во јавност. Лебедот бел, ти прво ја пушташ. Да, и како искочи Лебедот бел во јавност и виде се овој како е мовече ова, и он се ја пушти на сите ради. Нема подобро. И он се ја пушти на сите ради. И стана хит двете. Да, и двете стана хит. А стварно беше збунувачки. Сега чекај се, шо е работа? Да. Уживај во еден на еден со Good Nature. Направи си навика за чај и чувствувај се многу подобро. Мала промена за голем резултат.
Секојдневно се стремиме да ги оствариме целите кои ги поставуваме. Преку нив го трансформираме нашето однесување и односот кон околината. Веруваме дека промените се есенцијален дел од процесот на создавање квалитет. Токму затоа го креиравме новиот дизајн на Magnesium 400 Plus B комплекс за секојдневна употреба под брендот Multi Essence. Од сега со 3 нови премиум производи, мултивитамини и минерали во форма на таблети и кесички за директна употреба. Multi Essence е нашиот влог за здраво секојдневие од Алкалоид. Од многу обврски немам време ни за децата, но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Двојна добивка со М-Кеш. Аплицирај за брз кредит до 15 јануари и можеш да добиеш смарт телевизор. М-Кеш, М смарт телевизор. Аплицирај веднаш. Кисело млеко со богат и освежителен вкус во нова амбалажа. Млекара Јока. Размислувај природно, храни се здраво. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Потопло, поевтино, поквалитетно. Еколайф пелет за вас. Во секоја ситуација ти остануваш на ниво на задачата. Комбинираниот Garden Fresh фрижидер од горење може да ги пренамени фиоките за месо и риба, за да можете да ги чувате овошјето и зеленчукот подолго време свежи. Горење. Со Браво премиум нема илузија. Најдоброто кафе оваа година ви носи Citroen C3. Во пакувањата од 100, 200 и 500 грама ве очекуваат 4 автомобили. Третиот добитник на Citroen C3 е Клаудија Марковска-Станков од Прилеп. Најдоброто кафе, секогаш највредно. Браво премиум. Ево го Столе, во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моќно движење. Дали ти има погодок? Гол! Гол, гол, гол! Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тој е број 1 во малото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина. Некои кафиња ги купувате за наградни игри, а некои за уживање. Доколку сакате врвен квалитет и вкус, пробајте го Елит Делукс. 25 години со вас. Елит кафе. Месец на батерии во Девалт. Овој ноември, со секој купен батеријски алат од Девалт, добиваш подарок дополнителна батерија. Затоа што работата не смее да запре. Девалт, гарантирано мокни. Павлака со мокен вкус и здрави состојки во нова амбалажа. Млекара Јока. Размислувај природно, храни се здраво. Двојна добивка со М-Кеш. Аплицирај за брз кредит до 15 јануари и можеш да добиеш смарт телевизор. М-Кеш, М смарт телевизор. Аплицирај веднаш. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата?
За љубителите на класиката, денес имаме Good Nature зелен чај со мед и лимон. Класика, чиста работа, Good Nature зелен чај со мед и лимон. А има ли нешто што може да го замени мирисот на топол тазе леп, едноставно мириса на дома кога ќе го почувствуваш. Искусните знаат дека за добар леп најважно е брашното, а за мене нема подобар избор од моето брашно од Кадино. Број 1 во кујната моето брашно. И доколку сакате да инвестирате во нов дом, секогаш е најдобро да одберете 15 годишно искуство и неспоредлив квалитет. Golden Art во својата понуда има станови за сечи вкус, нудат и опција да одберете нов дом комплетно онлайн, безбедно, сигурно. Посетете ги на Facebook и Instagram, одберете дом, не само стан, закажете си состанок со агентите на Golden Art. Сега како фан те прашувам, се надевам не се литиш и други песни, сакам да знам. Пример, 1000 причини за крај, исто фантазија од песна. Да, 1000 причини за крај е направена во Загреб. Значи, 1000 причини за крај ја компонира првенствено Анте Пецотич. Значи, Анте Пецотич е басистот на Дино Дворник. На Дино Дворник, односно на Сон Килерс и бендот на Дино Дворник. У тоа време и Дино Дворник е се уште жив додека снимаме песнава. Зборам за вториот албум на Нокаут, каде што ние имаме подпишано во 2000 година, односно 99-та, како го завршуваме, ни го организираат први концерт од Авалон продукција. Продолжуваме со нив, ја продолжуваме со работката. Авалон продукција во тоа време одредува, се разбира, буџет за нас и мене ми вика: слушај, Пере, имаш отворени раци, имаш буџет. Еве ти го буџетот, кажи со кој ќе работиш сега. Што мислиш дека треба да правам? Ја у тоа време, пошто сакам у исто време и да компонирам и да учам продукција, да кажеме, викаме, слушај, значи добро е да направиме добро е да направиме некаква соработка со балканскиве студија, затоа што таму е и квалитетот на некој начин, не на некој, него на секој начин. Има страва студија низ бившите југословенски простори, од Словенија, Олимпија, Љубљана, Кроација Рекордс, значи Сараево, Белград и така натака и така натака. Така да одлучуваме да снимаме во една од студијата, да кажеме, беше и на Кроација Рекордс во тоа време, меѓутоа на Миленко Миланич, мислам, Трули. Така се вика, да, студио Трули, односно во Загреб, едно од најпознатите студија во Хрватска. И доаѓаме до соработка со Анте Пецотич, каде што Анте Пецотич е и еден од продуцентите во тоа студио, и композитор и аранжер и така натака и така натака. Басиста неверојатен, значи пар екселанс. И негова е музиката на 1000 причини? 1000 причини за крај, они дава една сува матрица, да кажеме, као бит, као некој основа. Као некоја основа, да. Кај што покасно ние ја доработуваме, не покасно, него баш тие 2 недели додека сме во Загреб и додека го снимаме албумот. Чекај, ти го немаш текстот одејќи у Загреб? Го немаме 1000 причини за крај текстот. Значи ја слушам песнава, викам, слушај, ова е тоа, викам, и како бит и како енергија, викам, ме носи. Викам, дај, викам, ваму да видиме што може да направиме, и онда се затвараме 3 дена у хотел у Загреб и работиме на текстот. Значи, концентрирани само за текстот, затоа што имаме термин. Точно се плаќа по ден, тоа е се плаќа по ден, да, и имаме термин уште, остана уште 5 или 6 дена беа. Толку, тоа е тоа. За терминов да се вратиме у Скопје, и тоа е тоа. Така што се концентрираме тие 3 дена на тој текст. А кој го пишувате текстот? Во меѓувреме, значи како работиме на текстот, се враќаме навечер, негде завршуваме до кај 9-10 снимаме у студиото, у 9-10 се враќаме во хотел и од 10 почнуваме со работа на текстот. И го работиме до кај 2 до 3 сабајле, и онда легнуваме и сабајлето доручек, па идеш на снимање на другите ствари, пошто снимавме повеќе песни. Тука и причата и приказната со Нокаут, да кажеме, мислам дека Нокаут веќе додека го снимаше вториот албум се почувствува таа енергија дека веќе е крај, 1000 причини за крај. Да, се делат патиштата меѓу нас. И тука дадовме сите по
по некоја реченица, по некој збор нафрлавме така да се направи една целина. Аха. Женско за кое се пеу песна е групата уствари. Групата уствари, ме сваќаш. Колку добро. Да, уствари е да причини за крај, тоа е тоа. Па ти што почнува да се разидуваат лека по лека. Ама знаеш што е интересно, ти си со оваа постава сегашна колку? Види, значи ние кога отидовме и во Загреб, односно кога снимавме низ југословенските студија, да кажеме снимавме нели и у Белград со К2, со Корнелије Ковач, со Александра и Кристина Ковач. Керките негови, да. Со керките негови, да. Ај чисто тоа да те прашам, што имаш од тоа запамтено? Што човек беше Корнелије? Имаш нешто што ти останало во памет? Пошто ете легенда сепак. Легенда, фантастичен лик. Значи толку приземен човек, толку гази на земја, без разлика што беше многу постар од нас, да кажеме. Да. Во секоја реченица што ја кажуваше, имаш и што да чуеш, имаш и што да научиш од него. Значи несебичен со знаење. Несебичен. Имаше една приказна интересна што ја кажа, баш викам го прашувам, викам добро, викам кој ви е, викам така еден, викам најдраг од настапите што сте ги имале, викам кај сте имале онака настап кој што вие го памтите, кој што па каже имао сам, каже, ај на српски сега да не зборам, ќе се зборам на македонски. Вика, имаше, вика, еден, вика, настап, вика, во Јапан, вика, свире во Јапан, вика, со биг бенд, вика, оркестар. И имаше дојдено, вика, многу звезди, као Дајана Рос, као вакво, и почна да ги набројуваат звездите. И каже, свирим ја, каже, на сцени, каже, завршава таа една ствар, треба да старта нова ствар. И каже, попео се онај мали на сцени, онај мали црња, каже, онај како се зове онај мали црња, каже, свирел сам со ним. Викам, кој, викам, мали црња? А онај бре, каже, и ни викаме... Джамбо Агуш. Не, викам, Джексонс 5, викам, Майкл Джексон. Тај Майкл Джексон. бе. И викам, бе. Оној малиот. Да, оној мали. Майкл Пази, Джексон. он ислам, више, како да ти кажам, он гази низ Југославија у тоа време. Сака да кажеш, него доживува се... Нема везе, не се замарува со такви работи. Не се замара кој е. Тоа сакам да ти кажам. Значи, пар екселанс човек. Битно му е дали знае да пее или не. Ете, тоа е тоа. А он си го прави своето на сцена. Тоа е тоа, да. Кој предлага нокаут да се раздели, Пере? Кој вика? Види, значи или не е еден човек да рече? Значи стигнавме до оној момент кај што ти викам, го снимаме вториот албум и веќе се чувствува тоа дека се разидуваат патиштата, значи нокаут. Љубовта не е толку силна виш. Првата постава на нокаут стварно го немаше тој капацитет да ги изведеме песните, значи да ги отсвириме песните како што се снимени. Како што се снимени. Така што ние моравме да најмиме бенд во Загреб за да ми го уснима албумот, ме сваќаш. Сега да не ти кажам какви причи имаше таму со продуцентот, али сега ги пеев песните. Сваќаш, и сега мене ми вика продуцентов, ти да би био мене овде, ја би с тобом направио милиони, каже. Знаеш, као милиони би направил со себе. Да си ми тука. И викам, окей, сега овие слушаат нешто нокаут, сега окей. Влага едниот да снима, значи дали гитари, не сакам, значи ја никого сега тука да деградирам, не у таа смисла, да не ме разбера така. Меѓутоа тој капацитет ја искрено говорам и што тука се случувало. Значи продуцентот вика, чуј, каже, ово мора да се уснима добро. Вика, кажи ми што да правиме. Така, да зијаме ли некои луѓе или сакаш вака да ти тера? Викам, Манте, викам, ти си продуцент, викам, кажи ми што правиме. Што мислиш, да? Вика, ја ќе го ангажирам, викам, мојот бенд, Song Killers, значи бендот на Дино Дворник, го ангажира и сега од што беше таква ситуацијата, вика, може ли оваа песна, вика, да ја отпее Дино Дворник со тебе? Ја викам, како не може да ја отпее Дино Дворник песна? Колку треба да платам? Да, тоа беше за песнава Мене ми припаѓаш. И почнавме да го пишуваме текстов на хрватски, значи мене припадаш. Добро. Сакаш? Требаше да има он хрватски дел да пее, ја на македонски да ја споиме некако приказнава. Зборевме со Дино, значи ја прифати приказнава, каже ќе дојдам кога е, тогаш е снимањево, да дојдеш да ги снимаме вокаливе, ја завршувам. Важи, окей, ние се трудиме, пишуваме тоа све преводи хрватски едно друго.
оди на македонски да испее еден дел, ја на така беше моментот, значи да ја за поинтересно да биде, да. И дојде денов за снимање. Му се јавува Анте на телефон, звони, се јавува секретарката, вика, тоаш се јавува на секретарката, е снимана, ќерка му, како се викаше, сега заборев, ќерка му на Дино Дворник, не е битно. Добро. Мислиш телефонска секретарка се уклучува? Телефонска секретарка, каже, хало, мама и тато су у коми, зовите каснije. Добро. И ние, покасно, и ние вртиме повторно покасно. Меѓутоа, не успеавме да го добиеме цел ден, он си бил дечкото у кома изгледа цел ден и не успеавме да ја... А тоа беше тоа, тоа е денот. А тоа е денот, тоа е терминот, да. Ние за 2-3 дена више си одиме, ме сваќаш за Скопје. Така што остана таа приказна, така требало да биде. Значи немавме среќа да снимаме со Дино, али се изнервира, апере. Па не, али не ни беше seedno. Влегов ја испеав песната и пак си стана она... Да, пак си беше хитче, да. А добро, што правиш во ситуација кога некоја песна како првиот албум, така? Сите ABC, едно друго временска машина, така дали, тие се до ден денес топ хитови, уште луѓе креваат раце и рипаат скокат. Така. А како ти да си одржиш кејф у свирењето на нешто што го свириш 20 кусур години, пример? Мора да е проблем тоа, не може да не е. Знаеш колку и да ја сакаш песната? Не ми е проблем, затоа што прво ја сакам музикава, ги сакам песните, а трето не ми е проблем затоа што не ги изведувам на плейбек како што ги изведував, да кажеме, со првата постава. Со првата постава искачаш му плейбек, затоа што не можеш. Песната е тоа. И тоа е песната. И онда викаш, човече, значи се гушиш, разбира, немаш, мораш да излезе од тебе нешто сосема друго. Така што ова што го правиме и со овој бенд, значи гледаме секој настап да се биде сам за себе и да има посебна изведба, значи различни се секогаш аранжманите, саундот е различен у зависност од просторот кај што настапуваме, си играме со акустиката, со просторот, со саундот. Така. Тоа е тоа. Е добро. Да, и тоа ми прави секогаш да ми е интересно, да ми е поинаку ги доживувам секогаш песните кога ги свириме. Така, знаеш, како и секоја врска, без разлика и брак да е, и пријателство, и група, се си има 1000 патишта кај што може да тргне работава по зло, да речем. Сега, ете, 1000 причини за крај. 1000 причини за крај да се најдат, секојаш може. Вака, од оваа перспектива, да речеме, можевте да ја изменаџирате поубаво работава со нокаут последно прашање за прва постава, без да гнјавам поише, можеше поубаво да излезе? Мислам дека не, затоа што, како што кажав, капацитетот на бендот за изведба во лајв беше тој затоа што не беа професионални музичари и изведувачи. Значи, тука е таа... Немаш што да бараш ти повеќе од тие луѓе. Не зборам, значи јас да сум бил добар, да кажеме, во тоа што го правам како политичар или нешто, би бил сигурно политичар или би бил, ако менјам најболje гуми, значи сум вулканизер, најдобар вулканизер у градот. Те сваќам. Ме сваќаш? И ќе сум бил сега вулканизер. Значи, знаеш, и ќе сум бил најдобар. Али јас тоа што го правам најдобар, останувам во тоа и ама и од пријателски некој човечки аспект, знаеш, вие после тоа и дури имаше и спор околу името нокаут, дали имаш право да го користиш ти или Франц или не знам како така. Мислам, тоа е више одење у некоја крајност кај што може и немало потреба да се оди. Немало потреба, ама ете, значи егото на човекот веројатно е поголемо од него самиот и веројатно не му дозволува нешто да е како сега он тоа да продолжи, а ја да не продолжам и така натака. Мислам со некои такви мисли се занимаваат луѓе, вместо да си гледаат да си продолжат во она што се најдобри и да го прават најдобро во тоа што се. Едно време па отиде во Шпанија и си поживеа, да речем таму. Да. Ама студираше. Што ти текнува на стари години да студираш? Па некако... Зашо ти требаше тоа? Па ми фалеше една таква
Едукација? Па да, едукација, еден таков момент, го чувствував тој момент во себе, затоа што... Во тебе не дека некој ќе ти бара некогаш диплома или не знам што па не, во продукција? Па подолго време го мислев тоа, значи како да го направам сето тоа да дојдам до некаков квалитетен добар кадар за такво нешто, за продуценство, за продукција, музика и така натака, значи не за класична музика, него збориме за она што се нарекува аудиопродукција. Така што подолг период барав нешто такво на овие простори овде да најдам. Значи да се едуцирав и па јас кога барав, кога завршив средно, значи немаше такво нешто, имаше една катедра, една катедра отворено кај нас на музичка академија, значи сонологија, во која што јас не се пронаоѓам како во сонологијата. Тоа е на некој начин повеќе теорија него што е пракса. Јас ја барав праксата цело време, значи да видам тоа, кажи ми го и да видам како се работи на лице место. Да го применам у моите песни. Така што излезе сосема случајно. Зошто баш Шпанија, зошто не Франција? Па затоа што поевтино искочи Шпанија, да кажеме, јас истиот бренд го гледав и во Белград и во Љубљана. Добро. Поскапо излезе некако во Љубљана истиот бренд Сае. Колечов да го крстили, така? Да. А некако кој ти се исплатеше таму? Да, мозаикот како ги нареди работите во животот кај мене, некако излезе да се преселам во Шпанија, во Барселона и таму исто. И како беше да си обичен пере во Шпанија? Знаеш, тука си пере нокаут, таму си пере. Исто да ти кажам, значи, исто таму па ме вика Джони, мислам и таму беше онака, разбира. А не ли ти дошло некаде да ги избричам бркови, ајде? Па добро, си бричам и бркови и све, али тоа е тоа. Моментите во животот се вртат во секунда, знаеш, и некако тој период пред да отидам во Шпанија имав некој парички што се вика така на страна, си викам имаше еден проект купи куќа, купи гроб овдека, знаеш, или мислам така беше моментот, или да ги уложам во тоа или да ги уложам во себе парите. И одлучив некој таков чекор да ги оставам, да кажем, и фамилијата тука, значи и деца и све, и да направам, и да направам. Ти пак одеше, се враќаше, не дека се... Во ни еден момент не го оставив, да кажеме, не го оставив нокаут како проект, како нешто што го водам, што го работам, како бенд. Ти доаѓаш, имаше и настапи дори? Да, додека бев во Шпанија, апсолутно, посебно настапите ми беа сабота и недела, да кажеме, или петоците. Имаше сега и среда и четврток. Добро, шо леташе со визер? Како одеше? Или со визер одев, или со Вуелинг идев до Грчка, или до Белград, или до Софија, значи имаш избор у зависност од тоа како ми беше настапот, кога треба да. Претежно со визер идев, пошто најлесно ми беше и така гледав да ги конципирам и настапите, да директно дојдам во Скопје, имаше Барселона, Скопје летови тогаш, до скоро имаше летови. И така што секоја недела или секоја втора недела, да кажеме, доаѓав со визер, зимав и одма летав назад, значи да се вратам на часови, пошто часовите ми почнува нели од понеделник до петок имаш часови. Имав сабота и недела, да кажеме, вежби, меѓутоа гледав да ги укомпонирам сите, и одеше, стварно одеше на предавања заедно со колеги и се. Како не? Така, класично, на амфитеатар, слушате предавања? Слушаме предавања, да, у киносали, така натака, зависи кој час го... И чека, имаше други што имаат кариера музичка? Имаше, меѓутоа, мислам дека ја бев еден од, а не еден, него ја бев најстар у класот. Еден од најстарите, тоа професорот помлад од него. Имаше еден 38 годишен, имаше една русинка исто 34 години имаше она, али бевме така, значи од цел свет, имаше италијани, колумбици, бразилци, американци, имаше многу шпанци, сакаш, од цел свет беа. Одлично. Да. И супер е таа една еклектика, симбиоза, кој ќе се здружиш, кој ќе ги споделиш, фактички споделување на искуства е тоа. И воедно е што ќе примиш од таму, што ќе научиш, како ќе го практикуваш после тоа за воиднина.
многу добар едукативен систем има, да кажеме, горе во САЕ. Те гледаат дали си редовен, ако си редовен ти даваат одма понуда за работа самиот факултет, па да одработиш за факултетот, да кажеме, проектче нешто, па не плаќаш еден месец, им го обработуваш проектот, да кажеме, или те вработува фактички има систем едноставно. Системот ти дава можност на пракса. Значи праксата е најбитна работа, најважна работа и после 6-тиот месец, значи те праќа на пракса, односно на едукација на пракса, кај што тебе таа пракса ти е платена, да кажеме, за да можеш, значи и да живееш, и да го плаќаш факултетот, и да обстојуваш фактички. Значи албумот се очекува во почетокот на наредната година. Снимаме еден нов документарен филм кој што треба да излезе, исто така да се појави трейлерот сега пред Нова година, треба да излезе најава за филмот. Веројатно тоа ќе биде доработено до и филмови почнаа да снимаат за тебе. Па сега. Не ги терам. Не ги терам со сила ја. И последно прашање, кој ти е, еве, како Корнелија, ти што си го прашал? Кој ти е тебе најубав спомен музички, да речем? Или еден од најубавите, не мора еден, некој нај, ама прво што ти текну. Покрај еве ова некој големо достигнување. Покрај овој 2018 концертот на СРЦ во салата СРЦ Кале. Тоа СРЦ Кале ми е некако врежано. Да, има некоја приказна тука поголема. Исто е на Кале, меѓутоа е на отворениот дел, горе, значи на кај лизгалиште, не кај лизгалиштето, него баш Кале. Баш Кале. Кај што имавме заеднички настап, да кажем, односно бевме предгрупа на Дюран. И тоа ми е некако добро, има и зашто. Да, значи некако ми е врежано во срцето и не знам, ставно да бидеш предгрупа на Дюран, мислам дека е некако да делиш сцена, да е некаков успех. Како не? Баш ка тоа што така се запознавме со Дюран, баш ка што види, поише работи се врзани со СРЦ Кале. Ајде одиме. Баш ка искоментира многу позитивни Дюрановците за нас, да, позитивни критики. Кога тие ќе рече дека си добар, стварно си добар. Ај ќе отидеме до СРЦ Кале, таму да ја затвориме емисијата. Океј. Али претходно само да не те оставаме без ништо, ќе ги ставиме во кола Good Nature чајчиња, пошто и веќе си пиеме Good Nature чајчиња и ПКБ-това прва македонска премиум паштета. Така да браво за ПКБ-ско и нивниот бренд ПКБ-та, а јас и ти одиме во СРЦ Кале сега. Да се потсетиме на времето кога Дюран и Нокаут држаа заедно сцена, делеа и имаа концерт. Ајде, супер. И со Дарко Димитров? Со Дарко Димитров. Вика, мали, дојде ваму. Се шалам. Ела ваму? Да. Не, се запознавме, значи, во музичко со него. И вика, ве гледав, вика, многу интересна песна имате, као 1-2 се викаше песната, фанк, таква ствар. Ве гледам дека настапувате во живо. Више, вие правите песни, човече, тука? Да, не знам у кој клуб не видел, пошто имавме настап. Охо, добро. Тогаш уживо и вика, може ли да направиме, вика, да бидете предгрупа на Нулта Позитив, а он тогаш работеше со Нулта Позитив и мислам дека тоа им беше еден и единствен настап уживо на Нулта Позитив, да, заедно со Октавијан. Октавијан им беа као лайв поддршка на Нулта Позитив. Со црната долга коса. Така е. И а вие да отворите демек аперитив? А ние предгрупа да отвориме. Апсолутно. И тоа беше во Hard Rock, како ти текнува. Како не, добро. И како беше полно? Скопско диско, Hard Rock. Фул. Значи, стварно беше фул Hard Rock. И ти си кажеш, ова е тоа? Да, викам, ова е тоа. Нулта Позитив ги знам, ги слушам, викам, Дарче, викам, ова е, викам, лудница. Да. И ова што го креираш и како... А колку години имаш тука ти? 18, колку? 17? Не, 16. 16 години, да. И викам, Дарче, викам, ова го креираш, викам, го правиш, викам, одлично, викам, овој саунд е, викам, на Нулта Позитив. Ми звучи западњачки малце, знаеш, значи...
не ми звучи својствено за овие простори, ти зборам за 90-ти. Так. Рани. Па да, тука раниде в 95-та година, да кажеме. И имавме одличен настав вечерта, супер се презентиравме, се сеќавам во Hard Rock. Ова е тоа кај што да речам имаш едни од најубави спомени? Спортска сала Кале. Види, оваа сала ме поврзува не само со концертот на Нокаут, туку јас играв и кошарка професионално, да кажеме. Кој ми рекол? Да, играв за работнички и за покасно малце за МЗТ, али многу кратко време за МЗТ. Иначе не се зеза човекот, стварно. Да, повеќе играв за работнички. Плеймейкер, нормално. Да. И тука ми беше една од онака решавачките. До душа тогаш бев 8 деление. No. Ама изигравме многу јака утакмица против Скопје, тогашно Скопје. Сите тимови од сите основни училишта, да кажеме, од Скопје, најболите играчи, најдобрите играчи против нашата школа. Тоа. Да. Победивте. И нормално дека победивме. Во СРЦ Кале. Да. Како и Нокаучо победија после тоа. Абе фул. Така? Салата фул, да. После се смени работите, корона, ова. А Нокаут која беше првиот концерт? Нокаут, првиот концерт 1998 година. Крајот на 98 година. Салата беше 4.500 Исто карти фул. продадено. Леле. Да. Во организација на Авалон продукција. Значи тоа е оној кога го завршуваме првиот албум. Значи пред да почнеме со снимање на вториот албум, направивме еден голем концерт кај што имавме поддршка од бендот. После тоа беше бендот на Тоше Проевски, да. Blue Funky Individuals. Така е. Да. Прво они со нас одсвиреа. Први беа бендот на Нокаут. Така му доаѓа. Едноставно така беше ситуацијата. Најголемите луѓе се такви беа. Тоа. Нели? I know. Не му е битно пере од кај, него човек да биде. Така. Учете деца.